Благодарам, почитувам подпредседателе, почитувана јавност, колеги пратеници, вице-премиер. Најнапред сакам со жалење да констатирам дека од парламентарното мнозинство, кое што цело време се зголемува, два и неколку пратеници се тука за да разговараме во врска со извештајот на Европската комисија. Европската унија е местото каде што треба да стигнеме, а тоа се прави со многу работа, дискусии, честност и одговорност, нешто што наистина не е карактеристика на нашата извршна власт. И пред да започнам со извештајот, сакам да кажам моje мислење, а тоа е дека не е само Бугарија виновна што не можеме да тргнеме барем еден чекор поблиску до Унијата. Не можам да бидам убеден дека доколку големите држави, почитуван вице-премиерот, типот на Германија, Франција, Италија, толку многу сакаат да не видат таму и сметаат дека владата е честна, одговорна, дека има толку многу реформи, дека се трудиме, една Бугарија, која што наистина нешто подобро од нас, но во Европската унија знаеме кој е имиджот на криминал и корупција, може да биде единствената пречка да ние одиме еден чекор понатаму поблиску до Европската унија. Сметам дека голем дел од причините зошто не можеме да се помрднеме напред е токму овој извештај. Во интерес на јавноста сакам да бидеме на чисто. Најдобриот извештај оваа држава го имала во 2011 година, па потоа во 2009 и во 2010 година. Тие се трите години кога Република Македонија добивала најдобар извештај од страна на Европската комисија. Трите најлоши извештаи, најниско оценети кои што ги имаме, се овој последниот за 2021 година, оној од 2017 и 2018 и оној во 2019 година. Според парламентарниот институт, кој што тоа го прави ревносно, педантно, можеме да заклучиме дека трите најлоши извештаи се во време во кое што власт е ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз, и тоа се факти од кои што нема бегање. Ајде сега да видиме со собранието што правиме, почитувани колеги. Таму вели вака, цитирам: Собранието донесе 159 закони, од кои 67 во редовна законодавна постапка, а 79 во скратена. Повеќе закони ги носите во скратена, отколку во редовна постапка. Тоа е затоа што се кое што оние или денеска го бараат од вас им удоволувате, и јас цело време ви зборувам дека тоа некој го гледа, еве го резултатот. И тоа е директна вина на вас, почитувани колеги, од владиното мнозинство, тоа нема бегање. Вели, собранието спроведе надзор врз извршената власт преку седмици на пратенички прашања. До година покрај тоа што ќе имаме повторно повеќе закони по скратена постапка, ќе имаме уште една дамка, бидејќи пратенички прашања нема ни за лек. Понатаму. Имам извештај кој што вели дека се уште се на сила контрадикторните правила во Законот за ватрешни работи кои возможуваат исклучување на вработените одредбите од Законот за административни службеници. Постапките за договорите на определено време и договорите за дело се пониски критериуми имаат, продолжуваат да се користат често, заобиколувајќи ги критериумите утврдени со Законот за административни службеници. Критериумите за отпуштање треба да бидат потранспарентни, голем број на високо раководни позиции беа пополнети со лица со статус ВД, вршител на должност, веќе подолго време, и многу од ВД раководителите беа назначени со целосен мандат во 2021 година. Сега донесовме бетер закон за МВР, каде што ќе може комотно по 3 скалила да се ставаат горе, да се ставаат доле. Некои од вас тоа ќе го правдаат, ќе доаѓаат овдека министри, ќе се правиме дека се е во ред, ама кога ќе дојде следниот извештај, ќе видиме дека ништо не е во ред. И не случајно председателот на собранието овој извештај го става средина на април, наместо веднаш кога дојде да го отворевме,
да имавме широка дебата со барем 100 пратеници во салата и да патевме порака дека ова собрание, за разлика од владата, искрено сака оваа држава да чекори побрзо кон Европската Унија. Тој отиде во Струмица, ама джинджер баланс остана и во извештајот каде што се вели дека жените сочинуваат 20% од министрите и 7% од заменици министри. Сега, почитувани колеги, тоа е уште полошо, особено во делот на заменици министри, каде што имаме само 3, ако не се лажам, заменички министри. Значи и тука работата ви е утната. Она кое што е добро, сакам да го истакнем и да ги поздравам сите членови од Комисијата за надзор над АНБ и АРА, а тоа го зборува Европската комисија, каде што вели дека собранискиот надзор над разузнавачките служби се врши константно, за разлика од претходниот извештај каде што бевме укорени, и тоа е еден светол пример како во ова собрание може да се работи ако се сака. Понатаму, економијата ни е тема секојдневно, штрајкови имаме по неколку, по различни основи. Овдека вели дека 37% имаме сива економија, односно државата мижи за оние кои што не издаваат фискални сметки на крупно, гледаме што се случува деновиве, ама затоа имаме оние кои што скенираат фискални сметки, односно законот важи не на територија, на друга територија законот не важи, и повторно некој тоа го гледа и ви кажува дека повеќе од третина од економијата ви е сива економија, неоданочена економија, ама who cares? Или денеска не им е битно, битни им се гласовите одека во собрание, битни им е коалицијата, па законот тако не функционира, да се живи и здрави. Вели вака: уделот на јавниот сектор во економијата останува низок и непроменет. Во 2020 година бројот на предпријатија во кои владата има удел на ист како и во трите претходни години. 16 предпријатија во целосна државна сопственост и 40 во делумна, и поголем процент тоа под 1% од капиталот. Реформата во образовниот систем е бавна, а има голема неусогласеност на вештините. И тоа сме го разговарали овдека, дека држава без добро образование нема иднина. И јас кога го зборувам тоа, многу стануваат на реплика, ради реплика, но еве и овдека вика дека вештините немаат врска со тоа што се учи, и тоа не е сериозен проблем. И не го зборувам политика и политиканство, туку го зборувам како нешто ова собрание во тој синџир наречена државна управа да помогне и да одиме понатаму. Иновацијска дејност останува ниска. Рекордни пари се даваат за иновации од кога е ова влада денеска. Рекордни суми. Ама кога видовме како се делени средствата, се ни е јасно зошто некој гледа дека иновацијската дејност останува ниска, и плюс ви кажува дека со 0,4 од БДП расходите во стопанство за истражување и иновации не се зголемени во последните години. Регионална сообраќајна поврзаност напредува бавно. Тоа што опозицијата ви го зборува, дека до никаде не е пругата кон Бугарија, дека до никаде не се патиштаваш, само ги има на телевизија, ги нема во реалност, дека до никаде не е инфраструктурата, еве ви и овдека го пишува во извештајот на комисијата. Дигитализацијата на стопанството напредува понатаму, но останува ниска во споредба со Европска Унија, и вели дека процентот домаќинства со пристап на интернет од дома се зголеми од 10% поени од 2015, но останува фиксен на 79 широко појасниот интернет, и тука заостануваме за разлика од претходно кога навистина имавме тука сосема други бројки. Треба да се подобрат напорите за диверзификација на енергијата. Економијата се карактеризира со висок енергетски интензитет, со ниска ефикасност во производството. Значи не зборуваме само ние за производството, тоа ви го кажува и Европската комисија. Оно што е клучно, што треба да си го признаеме, вели вака: структурната трансформација на економијата и натаму ја водат странските инвеститори активни во производството со повисока додадена вредност. Значаен удел на странските инвестиции во земјата имаат производи со повисока додадена вредност, машини, опрема и така натаму. Тоа се оние инвестиции кои што ги плюкавте додека правевте шарена револуција. Сега од кај нема ниту една нова инвестиција, еве ги споменува единствените кои што вложуваат во технологија. Ниту домашни,
донесовте, ниту странски нови донесовте, никој го инвестираше, се подпираме на тоа што е останато од претходно. И пак ќе ви кажам, стој ќе завршам, очекував да има повеќе пратеници од власта, да разговараме. За ова требаше да разговараме уште кога стигна, а не после 6 месеци оставаме како ради реда да помине на пленарна седница. Ова се многу важни работи, тука нема политика, овој процес не може да го монополизира ниту една влада или партија, но со ваквиот однос кон оној кој што треба да подаде рака, а тоа е власта, јас навистина не очекувам ништо повеќе од ова што е во извештајот. Благодарам. Благодарам. Реплика, пратеничка да Снежана Калев.